Вести во 18 часот. Добар ден. На почеток преглед на насловите од денеска. 30-дневен притвор за 76-годишникот од Косово, која предизвика страотната сообраќајка на обиколницата. Можеле ли банкините да ја спречат трагедијата? Што истражните органи ќе се обрнат внимание на таа работа. Свети Кирил и Методи не се само великани од минатото, туку се жив темел на нашата историја. Порача поглаварот на МПЦ Охридска архиепископија господин Стефан на молебенот во Рим. Светителите никогаш не остануваат затворени во своето време. Филипче ја прифати оставката на Рубин Земон од извршниот одбор на СДСМ. За ВМРО ДПМН фотографијата со Виктор Стојанов не е случајна. По пријава од оштетен граѓанин, Министерството за финансии затвори голема фирма за брзи кредити. Најавуваат засилени контроли и за останатите. Српските студенти во блокада на прв голем предизборен протест во Белград. Во Куманово контрапротест за поддршка на Вучич. Дамо подршку председнику без разлike кој се налази, тој е представник српскога рода. Судот доцна синоќа му определи мерка притвор на 76-годишниот возач на камионот што ја предизвика тешката сообраќајна несреќа на Скопската обиколница, во која што животот трагично го загубија баритонот Ристе Велков и 3 20-годишни момчиња. Во Македонија нема горна старосна граница за професионалните возачи, а освен ова, во јавноста по трагедијата се отвори прашањето колку банкините се во согласност со европските стандарди за безбедност. Михајло Видимлиски. 30-дневен притвор му определи Скопскиот кривичен суд на 76-годишниот косовски државјанин за сообраќајната несреќа што се случи на Скопската обиколница, во која животот го загубија 4 лица. Мерката е определена поради опасност од бегство и можност за повторување на кривичното дело. Како што информираа синоќа од Скопското обвинителство, отворена истрага за случајот. Тој е осомничен за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Управувал товарно возило МАН со прикачена полуприколка со косовски регистарски таблички. Се движел по северната обиколница на град Скопје во насока од запад кон исток, а при тоа не се придржувал кон прописите и со тоа го загрозил јавниот сообраќај и го довел во опасност животот на луѓето. Кога дошол во близина на клучката Мирковци, брзината на движење на возилото не ја приспособил спрема својствата и состојбата на патот, густината на сообраќајот и другите сообраќајни услови, така што да може навремено да го запре возилото пред секоја пречка што под дадени услови можел да ја предвиди. Во еден момент изгубил контрола над возилото и свртел во лево, па удрил и ја пробил металната одбојна ограда и продолжил со движење, преминувајќи на коловозот од автопатот наменет за движење на возилата од спротивна насока, каде во него со предната страна удрил автомобил БМВ кој се движел во насока од исток кон запад, велат од обвинителството. Оваа трагедија повторно ги отвори прашањата за безбедноста на сообраќајот на македонските патишта. Обвинителската истрага и сообраќајните вештачења ќе треба да одговорат на дилемите во јавност поврзани со сообраќајната инфраструктура. Сообраќајниот инженер Дејан Трпевски очекува токму заштитната ограда да биде предмет на анализа на истражните органи. Мислам дека истражните органи ќе обрнат доволно внимание на тоа како е конструирана заштитната еластична ограда, дали е изведена согласно проектната документација која што било се. Јас не можам да кажам дали е таа добра или не е добра, затоа што такви информации немаме. Меѓутоа истражните органи ќе се обрнат внимание на таа работа и ќе може да се дојде до заклучок дали била изведена согласно проектната документација или нешто не било изведено согласно проектната документација. Ако била изведена согласно проектната документација, тоа е тоа, значи едноставно немало да може да го сопре ваквото преминување, односно оштетување од страна на камионот. Тоа што треба да се види зошто тоа не го направило оградата, дали масата на возилото кореспондира со таа што требало да биде, дали имаме претовар, дали имаме поголема брзина, затоа што тоа возило товарено не сме да пречекори брзина од 80 км/ч. Возраста на возачот на камионот е уште едно прашање кое предизвика внимание во јавност, но и отвора дилеми околу издавањето на возачките дозволи. Горна граница за професионалните возачи на камиони кај нас нема, освен обврската за почесто продолжување на возачката дозвола. По трагедијата министерот за внатрешни Панче Тошковски најави ит на
надградба на SafeSeat и дополнителна имплементација на системот на сообраќајниците. Во сообраќајката животите ги загубија оперскиот баритон Ристе Велков, неговиот 20 годишен син Адам и другарите Марко Ѓоргиевски и Петар Миланов. Скопската гимназија Никола Карев, во која матурирале во 2024 година, со објава на социјалните мрежи се прости со момчињата. Со свечена академија во МНТ, власите денеска го одбележаа својот национален ден, 23 мај. Ние никогаш не сме биле товар на државите во кои живееме, напротив, од секој сме биле нивниот мотор и нивниот најлојални слов. Светите Кирил и Методи не се само великани од минатото, туку се жив темел на нашата историја и на сиот наш бит, истакна архиепископот Охридски и македонски господин Стефан на молебенот во чест на Свети Кирил, што се одржа на неговиот гроб во Рим. На крајот од посетата, посветена на сесловенските браќа, државно-црковната делегација положи цвеќе на плочата на македонски јазик во Папската црква Марија Маџоре. Од Рим известува Маја Стојановска. Продолжува официјалната посета на македонската државно-црковна делегација овде во Рим, во Италија, каде што утрово беше одржан молебен во базиликата Сан Клементе, каде што се наоѓа вечното почивалиште на Свети Кирил. Молебенот беше предводен од поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, во сослужение со митрополитите Пимен и Георги. Кирил и Методи низ својот живот поминале низ низа искушенија, но на крајот секогаш се бореле за вистината. Имињата на светите браќа ќе се слушаат се додека ние постоиме. Ова беше само една од пораките која господин Стефан ја упати од молебенот, истакнувајќи дека нивното дело треба да биде пример за секој од нас. Светителите никогаш не остануваат затворени во своето време. Нивната светлина ги осветлува и просветлува и поколенијата што доаѓаат по нив. Ако денес се прашаме каде живее делото на светите Кирил и Методи, одговорот е едноставен и јасен. Живее во животот на сите кои што ги почитуваат нив и што ги поддржаваат нивните дела и делата на нивните следбеници. По одржувањето на молебенот, министерот за култура и туризам Зоран Љутков, кој што исто така дел од државната делегација, порача дека делото на Свети Кирил и Методи има непроценливо значење за македонскиот народ, но и за целиот словенски свет. Ова чествување не представува само дипломатски и државнички чин, туку и длабоко духовен и цивилизацијски настан кој е силен потсетник на вредностите врз кои се темелат словенската култура, образованието и писменоста. Во склоп на овие неколку денови овде се одржува и манифестацијата Македонија во чест на Свети Кирил, која над 5 децении се одржува овде во Рим во црквата Сан Клементе, каде што е погребан големиот словенски просветител Свети Кирил. Активностите на државно-црковната делегација во рамки на чествувањето на светите браќа Кирил и Методи продолжија овде во базиликата Санта Марија Маџоре, каде што се наоѓа плочата испишана на македонски јазик и каде што беше положен венец. Исто така, македонската делегација му даде почит и на папата Франциск, на неговиот гроб беше положено бело цвеќе. Инаку, официјалната посета на Италија на македонската државно-црковна делегација предводена од председателот на Македонското собрание Африм Гаши, а во рамки на чествувањето на светите браќа Кирил и Методи започна вчера, најпрво во Ватикан, каде што Гаши имаше средба со папата Лав 14. Веднаш потоа продолжи со средба на Гаши заедно со координаторите на ВМРО ДПМН и СДСМ Мицевски и Спасовски, со државниот секретар на Светата столица Пјетро Паролин. Инаку традиционално секоја година и бугарска делегација за чествувањето на Свети Кирил и Методи го посетува Рим. Ова беше случај и оваа година, меѓутоа двете делегации не се сретна оваа година, што било случај изминатите години поради различни агенди, односно поради фактот што нивните агенди беа во различни денови.
Премиерот Мицкоски соопшти дека денеска остварил телефонски разговор со словенечкиот премиер Јанес Јанша, при што му упатил честитки за изборот и формирањето на новата влада во Словенија. По објавата Мицкоски посочува дека на Словенија и посакал стабилност, напредок и успешна работа во периодот што следува. Македонија и Словенија продолжуваат да градат силни врски засновани врз меѓусебна почит, европски вредности и заедничка визија за развој, стабилност и подобра иднина на нашите граѓани, наведува Мицковски во објава. Лидерот на СДСМ Венко Филипче соопшти дека ја прифаќа оставката на членот на извршниот одбор Рубин Земон, која ја поднесе по реакциите во јавноста за неговата средба во Софија со Виктор Стојанов од Фондацијата Македонија, кој има забрана за влез во земјава поради својата антидржавна активност. Од ВМРО ДПМН обвинија дека средбата е доказ дека СДСМ работи за интересите на Бугарија. Андријана Лазова-Божиновска. Лидерот на СДСМ Венко Филипче експресно ја прифати оставката на Рубин Земон од извршниот одбор на партијата. По неговата заедничка фотографија со председателот на Бугарската фондација Македонија Виктор Стојанов. Филипче верува во објаснувањето на Земон дека нивната средба во Софија била случајна и смета дека е добар потек неговото повлекување од партиските органи. Немав информации за средба, ја разговарав вчера со него, од кој излезе тоа по јавните мрежи, иако ми објасни дека е целосно случајна средба, немал никаква апсолутно намера. Јас сметам дека таква штета на партијата апсолутно не треба да се нанесува. Се случуваат ненамерни пропусти, но оставката ја сметам за одличен морален чин. Човекот едноставно не сака да прави терет на партијата, кој што ниту го заслужуваме, ниту пак има некаква суштинска врска и работа со тие состаноци. Од владеачката ВМРО ДПМН вела дека фотографијата која беше објавена, а потоа избришана од Facebook профилот на фондацијата, е потврда дека СДСМ и лидерот Филипче одработуваат за бугарските интереси, како што велат со единствена цел да се внесат бугарите во македонскиот устав. Филипче тврди дека овие обвинувања се пропаганда, а тој се залагал само за македонските позиции. Оваа коалиција на Венко Филипче и Рубин Земон, односно на СДС со бугарски организации, е спремна да го негира македонскиот идентитет, да го оспори нашиот македонски јазик, да ја избрише македонската историја и да ја уништи македонската култура. Ете со овие луѓе соработува или коалицира уценетиот Венко Филипче и неговата СДС. Јас лично и СДСМ ги застапуваме ексклузивно интересите на држава. Ги застапуваме македонските интереси. Интерес на државата е да се интегрира во Европската Унија. Уставните измени не се интерес на Бугарија. Бугарија земја членка на Европската Унија. Членка на Шенген, членка на еврозоната, тие луѓе добро живеат. Као ова не се никакви и нечии туги интереси. Туги интереси се да не го направиме чекорот. И вистинското прашање е, чии интереси ВМРО застапува? Со тоа што не се прави чекора да се направат уставните измени и да се отворат преговорите за Европската Унија. Филипче и денеска го повика премиерот Мицкоски заеднички да ги изгласаат уставните измени со цел да се продолжат преговорите со Европската Унија и да ја споделат одговорноста за тој чекор. Тој повтори дека со овој повик неговата единствена намера е напредок на државата, а не учество во широка влада. Министерството за финансии одзеде дозвола за работа на едно од поголемите финансиски друштва на пазарот во Македонија, откако спровеле вонреден надзор по пријава од граѓанин. Надзорот утврдил грубо прекршување на законските прописи, постапување спротивно на правилата за заштита на корисниците и практики со кои што директно биле доведени во ризик граѓаните, корисници на финансиски услуги. Поради тежината на утврдените прекршоци и сериозноста на констатираните неправилности, Министерството за финансии во мај донесе решение за одземање на дозволата за работа на финансиското друштво. Соопштија оттаму и додаваат дека продолжуваат со засилени контроли над финансиските друштва, а паралелно Министерството подготвува и законски измени со кои што дополнително ќе се заострат условите и критериумите за работа на финансиските друштва, познати како брзи кредити.
Министерството за транспорт најави дека во најкусможен рок ќе распише нов оглас за набавка на електрични автобуси. Откако претходниот тендер пропадна со одлука на Државната комисија по жалби за јавни набавки. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски вели дека не е запознат со причините, а од СДСМ обвинија дека била избрана поскапа понуда. Елизавета Дамјановска-Спасеновска. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски засега нема информации зошто пропаднал тендерот за набавка на електрични автобуси, откако Државната комисија по жалби за јавни набавки ја поништи постапката. Според него, целиот процес не бил во надлежност на градот, туку го води Министерството за транспорт и врски. Како што рече, онаму каде што тој има право на одлучување, активностите се завршуваат дури и пред предвидениот рок. Тоа е постапка која што не ја води градот Скопје, ја води Министерството за транспорт и врски. Не знам точно кои се деталите поради кои што е пропадната тендерската постапка, но она што ме информираше министерот дека за брзо време повторно ќе биде објавена поскратена постапка која што ќе трае 20 дена, новиот тендер, така да верувам дека тогаш ќе биде успешно. Јас и во минатото кажав дека со рокови можам да гарантирам за сите проекти кои што јас ги реализирам како град Скопје, и гледате дека динамиката и темпото на реализација дури е и побрзо од она што сме го ветиле пред граѓани. Од Министерството за транспорт велат дека предметната јавна набавка повторно ќе ја објават согласно законските прописи во најбрз можен рок. Министерството за транспорт преку овој тендер, објавен во февруари годинава, планираше да набави 150 електрични еколошки автобуси и 75 полначи. Согласно планот за набавка, 100 автобуси се наменети за град Скопје, а останатите 50 за општините. Проценитата вредност на целокупната набавка според огласот објавен на Бирото за јавни набавки изнесуваше околу 51 милиони евра. Од 150 автобуси, 100 ќе бидат за град Скопје, а останатите 50 за другите градови. Како најповолен понудувач беше избрана заедничката понуда на Електробус, Икарус и Евана. Од СДСМ обвинуваат дека власта планира да го оштети буџетот за 12 милиони евра и навидува дека затоа пропаднал тендерот за набавка на автобусите. Што точно крие овој скандалозен тендер? Иако основниот критериум бил најниска цена, се избрало скап понудувач. Разликата е шокантна. Постоела понуда која е поевтина за 12 милиони евра. Или по автобус точно 78.563 евра. Ова е втор неуспешен обид на владата за набавка на електрични автобуси. Првиот тендер, распишан во јуни минатата година, пропадна бидејќи единствениот пријавен понудувач не ги исполнувал условите. Демант на пресконференцијата на СДСМ испрати Министерството за транспорт и побара јавно извинување од партијата. Оттаму велат дека постапката била целосно транспарентна и согласно законот. Информираат дека пристигнале 4 понуди. Кинеската компанија Actrus со автобуси King Long во вредност од 50,7 милиони евра, унгарско-австрискиот конзорциум Електробус Икарус Евана во вредност од 50,6 милиони евра, кинеската компанија Zhongtong во вредност од 50,6 и турската компанија BMC во вредност од 59,2 милиони евра. Кинеските и турската компанија не доставиле банкарски гаранции, додека за Електробус Икарус Евана второстепената комисија за жалби по јавни набавки утврдила дека договорот за соработка хартиено е потпишан, но не и електронски, и затоа го поништила тендерот. Од ова се забележува дека сите цени се приближно исти, односно нема разлика од 12 милиони евра. Затоа бараме јавно извинување од СДСМ. Во спротивно ќе поднесеме тужба за клевета. Се наметнува и прашањето зошто во денешната пресконференција СДСМ излегува во одбрана на кинеска компанија. Имено дописот кој што го покажуваат е од кинеската Actrus King Long, чија што понуда е невалидна, но и како таква не е за 12 милиони евра поевтина. Дали СДСМ одработува за странски интереси и зошто? Или мотивот е локален и се крие зад локални
пробисвети и криминалци. Тоа се прашања за СДСМ. Стои меѓу другото во демантот од Министерството за транспорт. Во завршна фаза се измените на Законот за урбанистичко планирање и Законот за градење, со кој што ќе се овозможи изградба на дата центри во Македонија, најави вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Тој очекува со нив да се привлечат големи инвестиции од компаниите за вештачка интелигенција. Планираме тоа да се направи централизирано, односно во рамки на владата да се води целиот овој процес преку едно организирано државно планирање со цел кога ќе доаѓаат потенцијалните инвеститори да имаат веќе спремни локации и проекти на кои што можат да инвестираат. Тоа ќе значи стотици милиони евра инвестиции во Македонија, нови работни места и секако раст на бруто домашниот производ. За таа цел правиме измени во Законот за урбанистичко планирање и во Законот за градење, кои што се во финална фаза. Власите денеска го одбележуваат својот национален ден 23 мај. Овој датум е значаен за влашката заедница, бидејќи символизира официјално признавање на нивниот етнички, јазичен и културен идентитет во рамките на Отоманската империја, со декрет на султанот Абдулхамид II во 1905-та. Воедно се одбележуваат и 19 години откако 23 мај беше прогласен за државен празник за припадниците на влашката заедница во Македонија. По тој повод традиционално се организираше свечено чествување со културно-уметничка програма годинава во МНТ, а своје обраќање имаше председателот на партијата на власите Стерио Паполи. Историјата на власите никогаш не била линеарна, ниту била едноставна. Таа е приказна за устојување преку градење вредности. Каде да се доаѓа низ Балканот, власите секогаш биле синоним за вредна работа, за економски развој, за трговски патишта, кои ги поврзувале културите и за интелектуалната мисла која ги менува општеството. Ние никогаш не сме биле товар на државите во кои живееме, напротив, од секој сме биле нивниот мотор и нивниот најлојален стол. Македонија го препозна тоа денес, давајќи ни уставно место кое се го заслужуваме. До 2026 година лојалноста и традицијата мора да добијат нова, модерна форма. Пред нас е битката против заборавот на нашиот мајчин език, кој е автентично културно богатство на оваа земја. Гледајте ги вечерните вести. Пријатно.